Македонија со најмал економски раст во регионот годинава. Светска банка ја намали проекцијата за раст на земјава од 3,7 на 2,7%. Стои во најновиот полугодишен извештај за Западен Балкан. Поради војната во Украина се проектира повисока инфлација од 5,5%. Банката предупредува дека ако владата продолжи со држливата фискална политика преку субвенции, даночни ослободувања и промени во пензиската политика, таквата состојба не е одржлива и може да ја наруши макроекономската стабилност. Едноставно, ременот ќе мора да се стегне и што повеќе да се заштеди. Државната помош ќе мора да се приспита, мерките треба да бидат точно таргетирани и временски ограничени. Немаме ресурси да трошиме на ненаменска поддршка поради стесниот фискален простор. Кога ќе се дизајнираат мерките за поддршка, тие навистина да бидат таргетирани, наменети за оние кои што се најранливи, и овие мерки да бидат навистина временски ограничени, односно кога ќе се подобрат условите на подобро, овие мерки да престанат. Светска банка очекува Народната банка да продолжи со подигање на основната каматна стапка. Сепак велат загрижува обемот на дефицитот кој е поголем од првично планираниот и јавниот долг кој според банката ќе достигне 62,7% од БДП. Парите кои треба да се поземат ќе станат поскапи во услови на зголемена потреба од рефинансирање на долговите. Владата ќе мора да бара начини како да ги зголеми приходите во буџетот. Даночните олеснувања кои ги имаат компаниите од IT секторот и индустриските зони ја намалуваат сумата собрана од даноци. Светска банка сугерира, наместо да се зголемат даночните стапки за граѓаните и фирмите, владата активно да се бори против сивата економија. Надминавте стапката од 60% од БДП на јавен долг, сега треба се подобрат, зголемат приходите и намали дефицитот. И треба да се разгледуваат опции за намалување на дефицитот и во делот на приходите и во делот на трошоците. И кај приходите ќе се фокусираме, наместо на зголемување на даночната стапка, се фокусираме на подобрување на наплатата и намалување на даночните ослободувања. Поради неизвестноста околу тоа колку ќе трае војната во Украина, Светска банка уште 2 пати ќе ги ревидира проекциите до крајот на годинава, со очекување за економски раст од 2,7%. Македонија се најде на дното на листата на Светска банка заедно со Босна и Херцеговина. Албанија и Србија би требало да завршат во позитива од 3,2%, Црна Гора да има раст од 3,6%, а Косово од 3,9% во 2022 година.